Денес пензионер Иво Дуковски од Струга од својата 24 година боледува од чекерна болест. Му бил диагностициран диабет тип 1. Користењето на инсулинска терапија веќе 34 години за него е не само секојдневија, туку и начин на живот. Вели, се тоа му го променило нормалното живење. Кај нас е строго забрането пиење, алкохол, пушење. Јас се боцкам 2 пати дневно. Додека има луѓе што се со диабет, не само Струга, него и цела Македонија, кај што се боцкаат по повеќе пати. Ако мислиш да излезеш на подолга дестинација, било каде да отидеш, можеш да носиш со себе инсулин. А според Државниот завод за статистика во Северна Македонија во 2020 година има 7432 новозаболени од диабет. Од нив 53,5% се жени, останатите се мажи. Од диабетес мелитус починале 1365 лица, најмногу на возраст над 75 години. Во Охридскиот центар за диабет дневно доаѓаат помеѓу 30 и 50 пациенти. Секојдневно бројот на новозаболени се зголемува. Се почесто на удар е помладата популација. Начинот на живот е променет, значи брза храна, несоодветна физичка активност доведува до појава на диабет. На жалост имаме сега многу пациенти со тип 2, ма кај деца. Порано, например, имаше само тип 1 кај дечинава, заради тоа што има играње, се занимава и со физичка активност, сега и децава, значи поќе седат пред компјутер. Но дали може да се победи шеќерната болест, иако станува збор за хронично заболување, сепак постои надеж за оние со тип 2. Може со правилна исхрана и физичка активност, може пациентиве што се покрупни, например, од таблетарна терапија да му ја исклучиме и да се на диета и физичка активност. А Иво, кој што е претседател на регионалното здружение на диабетичари, вели дека за разлика од порано, денес нема поголеми проблеми со достапноста на терапијата. Претходно доста граѓани набавувале пенкала за инсулин од Албанија и Србија, а имало и паралелен увоз на инсулин што било недозволено за нив. Сега, например, донеса нови инсулини, кај што се применуваат и во Македонија. Видиме тој инсулин до 48 сати дека не треба да се боцкаш. Секој заболен тип 2 и тип 1 што е на инсулинска терапија, бесплатно му се даваат ленти и апаратче за мерење шеќер. Во Охридскиот центар за диабет на пациентите им се нудат и бесплатни диети за подобар и поквалитетен живот. Зависи од body mass index, од дали се нормално хранети, надхранети, подхранети, и во основа на тоа даваме и диетата. Значи, како треба правилно да се хранат пациентиве. Ако продолжи овој начин на живот, лекарите велат дека очекуваат диабетот да биде во пораст. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.